Те ти преминеме на темата, пред да кажеме што е тоа емоционална злоупотреба, нормално мораме да кажеме што се емоции и што е здравје. Пред да преđemo на емоционално злостављање, боле да прво да почнемо со томе шта е то здравје, шта се тоа емоции, да видиме. Светската здравствена организација го дефинира здравјето како комплетна состојба на физичка, ментална и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест или слабост. Значи, Светска здравствена организација, она има една дефиниција која што каже да ние само ако немаш болест и отсуство болест, да си здрав. Ај мораш да будеш емоционално, психички и физички здрав, да будеш една здрава особа. Јас тоа го редефинирав како здрав е оној човек кој што покрај отсуство на физичка болест и некаков хендикеп. Јас сум тоа променила да е здрави човек, освен тоа што е физички здрав и нема неки други хендикеп. Има правилна перцепција на реалноста, на тоа што се случува околу него. Има гледа правилну перцепцiju на тоа што се дешава на реалности. Има добро самопознавање и самоприпаќање. Он има самоприхватање и сам се себе добро познае. И е во добри односи со другите со кои што е во окружување. И е у veoma добрим односима со људима у својом окружење. Ајде сега малку за емоциите. Дали некој од вас знае некоја емоција? Дали знае некој од вас некоја емоција? Да опише. Страх. Јудно. Супер. Чува се ги јудност. Да. А ето, некогаш, нели, кој што сме спружени со овеќе негативни исклучувања и ги доживуваме тие прво негативните емоции. Више смо ми обкружени со тим негативни стварима и затоа прво на ум падне да то кажеме, то негативно. Емоциите се психички процеси. Емоции се психички процеси што го изразуваат човечкиот однос кон предметите, кон настаните, кон доживувањето околу него. Кој изразува и показува човеков однос према настанима, другим људима око себе. Но и неговиот однос кон самиот себе и како тој ги доживува работи. Али и однос негов према самом себе како он то доживљава. Емоциите се двигатели на човечката активност. Емоции су предвижачи на човекове активности. И сега, како што кажавте, страв, без, гнев, може да замислите каква активност предизвикуваат тие ки човекот? И сад кога имате све те негативни емоции, може да замислите какви све тие ствари проузрокују код човек. Ако имате емоции на љубов, на среќа, на разбирање. Ако имате овие емоции, љубов, среќа, разумевање, секако да се движите во подруг прав. Сакако да ќе ваш живот бити у другом правцу. Затоа што, како што и сами се кажавте, има повеќе емоции. Затоа што смо и ви сами рекли да има више емоции. Затоа и ова емоционална злоупотреба е најраскрстранетата форма на злоупотреба, затоа што може да ги дакоте сите групи и подгрупи на емоции. Затоа и ова емоционално злостављање може да обухвати све овие други групи од емоции. Пократка реченица. Да кажеме што е со дефиниција емоционална злоупотреба. Постојан модел на однесување, кој што е дизајниран да контролира, да заплашува, да манипулира и да подчинува. Тоа е на слайдс.
сега ќе ги спомнеме 5 состојби на емоционална злоупотреба. Sad ćemo vidjeti 5 stanja emocionalnog zlostavljanja. Доминира, потижен, Dominacija, ponižen, ponižena, ponizena, деградиран или деградирана, degradovan, degradovana, измамен или измамена prevaren ili prevarena, и отспран или отспрвен. odbačen ili odbačena. Додека ги читате овие соскриба на емоционална злоупотреба, сигурно ќе се сетите дека некој ще се нашле во некој од овие, така? Da, kad čitate ove, kad vidite ove, sigurno da svako neko može da se nađe u ovim nekim. Океј, али дали тоа значи дека сте ви емоционално злоупотребени? Доколку тоа се случува понекогаш, не така често, тоа е како навреда, меѓутоа не е емоционална злоупотреба. Ali da li ako svako od nas, pošto se nalazi u ovim 5 stanjima, da li je to stvarno da se vi nalazite u emocionalnog zlostavljanja? Ako to nije toliko često, onda to nije to zlostavljanje. Сега ќе Pokratko. Добро. Емоционалната злоупотреба настанува Emocionalno zlostavljanje nastanjuje кога личноста, достоинството, самодовербата kad je osobi, ličnosti, samopouzdanje, da, dostojanstvo, чувството за безбедност osjećaj bezbednosti, редовно се нарушуваат. postojano, to je nešto koje što se postojano narušuje. Нешто со што се живее секојдневно. Nešto sa kojim mi živimo svakodnevno. Така што поединецот се чувствува како раскнот или како разделен на парчиња. Tako da osoba se osjeća kao da je rascepljena na komade. И целото чувство на личност се уништа. I cijeli taj osjećaj ličnosti je uništeno. Нови слайд, да се ми. Зарем јас сум жртва на емоционалната злоупотреба? Obično se mi pitamo, zar sam ja žrtva emocionalnog zlostavljanja? Затоа што жртвите на емоционална злоупотреба често не може да препознаат дека тие се жртви на емоционална злоупотреба. Žrtve emocionalnog zlostavljanja često ne prepoznaju koliko zlostavljanja postoji u njihovoj vezi. Тоа е затоа што ако не знаете за подобро, ако не сте виделе што е идеал, To je zato što ako vi ne znate za nešto bolje, ako ne znate za nešto što je ideal, тогаш може да верувате дека тоа што се случило во вашата врска е нормално. onda vi možete to smatrati što se dešava u vašoj vezi, da je sve to normalno. Да луѓето кои што се наоѓаат во ваков вид на врска, Ljude koji se nalaze u ovaj vid veze, многу е важно да го препознаат здравието, колку се здрави нивните врски. veoma je bitno da oni prepoznaju da li je njihova veza i koliko je njihova veza zdrava. Кога стане на збор за физичка злоупотреба, тоа што се случува се гледа на нивното тело. Обично може да имат модрици, Kad je reč o fizičkom zlostavljanju, to je lako vidjeti na njihovim telima. Da ima razne ožiljci i razne druge stvari, to se lako vidi. меѓутоа жртвите на емоционална злоупотреба Ali žrtve koje su emocionalnog zlostavljanja немаат надворешни повреди, туку тие имаат скршени срца. Da. Žrtve emocionalnog zlostavljanja nemaju kod sebe posekotine i modrice po njihovim telima, ali imaju modra i slomljena srca. За ова нешто луѓето не се спремни да зборуваат, I o ovim stvarima ljudi nisu... Kako? Izvinite. Da. Teško se odluče da govore, jer takva je priroda. затоа што природата на ова злоупотреба е таква, се срамат и ми е непријатно да зборуваат за ова нешто. Im je veoma neugodno da pričaju o tome. Este kasije, ti si papija. Este kasije ma guardia mai bete. La. Затоа самуваат
многу долго во таки врз. Меѓутоа за тоа нешто спомнеме кутре, да како да извеземе он таков врз. Емоционалната злоупотреба може да биде многу поболна од физична. Емоционално заставјање може бити тежи и травматичнije него физичко заставјање. Ова е многу важно да го разбереме. Ова е велма важно за разумјати. И додека работам со клиенти кои што доаѓаат од семејства каде што имат домашно, физичко и емоционално насилство, И док радим со људима кои долазе код мене, а иначе долази из породице таму где имају физичко насилје и емоционално. Тие ќе кажат, знаете, ова физичката повреда побрзо ми поминува, но Они би признали и рекли би да физичко злостављање велма лако пролази и брже пролази, но емотивната се е најболен, најтравматичен и многу долго трае. то емоционално злостављање е најтравматичнije и дуже трае Оставува подлабоки уз. и оставя дубоке ожилци. Визите еден настол груминг. Сад ćemo да pričamo нешто о груминг. Кога барав превод пошто ова е англиски збор, кога барав превод на македонски, преводот беше дека некој пошто е дотерувач. Кад сам тражила да видим шта значи на мом језику ова реч груминг, она ми се показало да то значи дотиеривање. Кога некој сака да те направи во таква форма како што тој сака, така да те обликува по негова желба. Тоа е кад те неко хоче да те направи, да. Знаеш као да имаме мала деца па девојчица ти облечеш како ти хочеш. Знаеш, има тако да изгледа. Тако да тоа е укалапи. Оно како он то хоче. Тоа е едноставно модерно однесување кој што е дизајниран така за да може да ги зголеми можностите за злоупотреба. Груминг е образац понашање дизајниран да повеќа могуćности за злоставјање. Кој е грумер или тој дотерувач? Кој е грумер или тај дотеривач? Тоа е личност која што гради врска со некоја дете или со помлада личност. Тоа е особа кој гради везу со неко дете или може да биде и помлада личност. Но со некоја личност која што е поранлива, која е изложена на ризик. Обично то су особи кои што су ранливие и подложне на манипулирање. За да може да ги злоупотребува и да манипулира со нив. За да би он могол да их доставља и манипулише. Да прават тоа што тој сака да го права. И онда да би они радили она што он жели да тоа раде. Злоупотребата обично е сексуална или финансиска. Злоставјање е обично сексуално или финансиско. Но може да биде и правење на некои нелегални работи и вербална злоупотреба. Оно може да биде нешто и као илегални ствари и вербално злостављање. Може да се одбива во краток период од неколку дена, месеци, меѓутоа и во подолг да трае месеци и години. Тоа може да биде неколку дана, може да биде и неколку неделја или година. Може да биде и онлайн, затоа што сега комуникацијата често е онлайн. Пошто е сад све на онлайн, така да сад е многу веќе да биде и онлайн злостављање. Може да биде и лично. Може и особно. Грумерот обично е личност кој што веќе е познат на семејството, некој далечен пријател, познаник. Грумер е особа која е породци позната таа личност, може да биде нека ближи пријателја, може да биде неки далечни, ви пак познае га. На кој што жртвата веќе му верува. На кој што ти жртве обично
тој особи имају целосно поверење. И знаците не се секогаш очигледни и не може да се препознаат. Знакове нису толико очигледни и тешко е препознати. Затоа што грумерот ќе му даде многу внимание, ќе даде многу внимание на таа личност, ќе обсипе с убави зборови. Затоа што грумер, таа особа ќе да пружи другој особи велику позорност, биче око нje, постојано. Дури може да му и дава и многу подароци. Може да ја купува разне поклоне. И тоа што најчесто го прават е дека распоставуваат близок однос со нив. И тоа што они најчешće раде е да успоставят тако блиски однос едни со другим. И му кажуваат, ова е наша мала тајна. И онда он каже тој особи да е ова е нека наша мала тајна. Немој на никого да кажеш за ова. И немој никоме говорите о томе. Почесто може да бидат студенти, млади луѓе. То најчешće су студенти и те категорија младих луѓе. Кои што одат да студираат во некој друг поголем град. И иду на студија у веќем граду. И таму запознаваат некоја личност која што е можеби малку повозрасна од нив. И таму упознају ту особу која што е возрастнија од нje, старија. И која што има многу конекции со професори, може да помогне, тука сум за тебе, во тој стил ќе се чува. Да, и има велма многу познанство со професорима тог факултета, па онда ја каже ја могу ти помоći да ти то болje проđеш. Те додека не се остави својата цел, а потоа ја накушта ништо. Пе док не искористи ту особу, а онда ја оставља. Имав една пријателка. Има, да? Океј. Која што отиде да студира во главниот град наш. Имал сам едно пријателицу која што исто така отишла да студира у наш главни град. И ни кажа дека запозната една личност која што е многу внимателна, многу ме сака, цело време е со мене. И рекла е да е упознала неку особу која што е била велма пажлива према њој, да ја многу воли, да многу пажња посвечuje на њу. И кажува дека веќе решивме да живееме заедно, но тој нема собствен стан. И онда су они решили да живе заедно, али он ја рекол да он нема свој стан. А она имаше во нашето место фамилиарна куќа со нејзиниот брат. А у нашем граду она ја имала куќу и со нjenom братом, заедничка куќа. И ако продаде нејзиниот дел од куќата, Онда она продала својем брату нејзин дел из те куќе. И ги уложи парите во заеднички стан, кој што тој кажал дека е одобро да биде на негово име. И онда она е те паре кои продала својом брату, куќу те паре дала својом партнеру, али овој рекол да е то болje, затоа што има он болje везе, болje кредите, болje те ствари, да буде стан на негово име. И после, можеби една година, нивната врска стана се потешка и потешка. После околу едне године, нихова веза е била све тежија и тежија. Додека таа не ми каже еден ден дека тој ме искраде од стана затоа што веќе има друга денека. И онда она рекла да е после тога едног дана он ја оставио и избацио из стана. И она нема ништо што тамо да тражи. Ова е многу реален пример во моменти кога тоа беше можеби пред 15 години и повеќе, кој јас воопшто не знае што е тоа груминг. И сега кога гледам назад на таа ситуација, типичен модел на грумување. Тоа е било то пред неколико година, каде се то десило и ја сам тада нисам знала шта е то груминг. Али, ето, видел сам да се то дешава. Да.
Дури во Библијата имаме опис на тоа како изгледа тој човек кој што е грумер. Mi imamo jedan opis na grumer u Bibliji koji kaže Говорот не е како тајна, а во срцето име непријателство. Боровите им се како масло, но тие се стреји. Баш Давид тоа многу убаво го пишал. govor im je glata kao puter, ali u srcima njihovim je neprijateljstvo. Njihove reči su kao ulje, ali su strele. Тега мислам дека е некоја убава слика за тоа како изгледа кога некој е грумуван, да кажеме, и можеби тоа ќе ни помогне да се заштитиме. 5 модели кои што ја уништуваат врската и ги оштекуваат луѓето. A sad ćemo da vidimo 5 obrazaca koji uništavaju odnose i štete ljudima. Контролирана злоупотреба, реактивна злоупотреба, вербална злоупотреба, измама, зависност и едномногошност. Што може да видите од Kontrolisano zlostavljanje, reaktivno zlostavljanje, verbalno zlostavljanje, prevara, zavist, indiferentnost. Милиме на првото, на контролирана злоупотреба. Насилниците, емоционалните насилници имаат потреба да имаат зболенена моќ на своите жртви. И затоа тие не може да ги прифатат како еднакви со нив. Секогаш виделат дека се малку емоционално или интелектуално понесилни. Kontrolisano zlostavljanje. Pošto zlostavljači moraju da imaju moć nad svojim žrtvama, ne mogu ih prihvatiti kao jednaki. И затоа ги злоупотребува преку контрола. I zato oni zlostavljaju njih preko kontrole. Во овој круг тука пред нас ги гледаме неколку форми на контролирана злоупотреба. Користење на присила и дакани, финансиска злоупотреба, користење на машка правност. U ovom krugu sad možemo da vidimo sve te vidove na kontrolisano zlostavljanje. Korištenje pod pritiskom i zakanom, korištenjem na muška prednost, kao pojači, Користење на децата, негирање, обвинување, iskorišćavanje djece, изолирање, izolovanje, negiranje. Значи тие секогаш барат некој кој што верува дека е постапот нив, да можат да го контролираат. Oni uvek traže nekoga koji je slabiji od njih i intelektualno i emotivno da bi mogli da ga kontroliraju. Free to be. Знаете, здрава врска не може да постои без слобода да се изгради, да се изјасни индивидуата и да ја зачува својата автономија. Zdrav odnos ne može postojati bez slobode razvoja, individualnosti i autonomije. Многу е важно во една партнерска врска, двајцата кои што се во врска да се чувствуваат безбедно да го кажат тоа што сакаат да го кажат. Veoma je bitno da u jednoj vezi bude slobode, da svakog od partnera može da kaže to što želi da kaže. Да водат тешки разговори, дискусии, така натаму. Da razgovaraju o teškim stvarima, diskutiraju. Во моментот кога некој ќе го чувствува дека не може да го каже тоа што сака да го каже поради страх од другата страна. Kad dođe onaj moment kad jedna osoba u toj vezi ne može da kaže ono što želi radi straha, Тоа што е однос станува однос на принуда. onda taj odnos je prinudni odnos. И секој учесник во врската треба да има чувство на слобода. Svaki koji je u vezi mora da ima osjećaj slobode. Во било која ситуација, без разлика дали е тоа во брак, дали е тоа во семејството, дали е родителски однос, дали е во контекст на работа. Bez razlike da li je to u porodici, brak, kod dece, na posao. Доколку имате авторитет кој што ја ограничува вашата слобода, Ako imate neki autoritet nad vama koji ograničava vašu slobodu,
Тогаш тоа е ситуација во која се случува злоупотреба. Onda vi se nalazite u situaciji na zloupotrebe. Океј, втората форма е реактивна злоупотреба. Reaktivno zlostavljanje. Ова на англиски гледате fight or flight. Или бори се, или замени. Na slici ovde vidimo da imamo dve mogućnosti, ili da se borimo ili da napustimo, odemo. Во психолошките кругови често се врти дискусија за тоа дали треба жртвите кои што се на физичко насилство да се бидат солутувани или само жртвите кои што се на емоционално насилство. Kod nas u psihološkim krugovima stalno se debatira o tome da li da treba da posjećuju ljudi koji imaju emocionalno zlostavljanje ili fizičko zlostavljanje. Da li te dve kategorije treba da posjećuju kod psihologa pomoć. Џон Готман, кој што е еден од попознатите психолози, кажува дека жртвите кои што се на физичка злоупотреба не треба да посетуваат советодавни психолошки средби да има. Ima jedan veoma poznati psiholog, Џон Готман, koji on je protiv toga. On kaže da oni koji imaju fizičko zlostavljanje, da oni ne treba, Тоа контраиндицира. to kontraindicira, da ne treba da dođu kod psihologa na savjetovanje. Но за тие кои што се жртва на емоционална злоупотреба, Ali za one koji su kod emocionalnog zlostavljanja, има и tekako голема потреба да дојдат кај психолог. može i imaju potrebu da dođu na stručnu pomoć. Зошто? Затоа што жртвите на емоционална злоупотреба обично немаат добра регулација на своите емоции. Zato što oni, osobe koje su žrtve emocionalnog zlostavljanja, obično nemaju ne im je dobro regulisan taj emocionalno inteligencija, ta emocionalna inteligencija. А тоа е нешто што може да се научи. A to je nešto koje što oni mogu, ako nisu uspeli prije, mogu da nauče. Треба да научиме сите, па вклучително и тие, како во одредени ситуации Oni trebaju da nauče kako u određenim situacijama да не реагираме бурно, но и да не се повлекуваме, а сепак нашето мислење да го искажеме. da ne reagujemo veoma eksplozivno, burno, ali u isto vreme i da nikad da se ne povlačimo, nego da nauče kako da izraze to što oni osjećaju. Токму тоа е тоа што го работам со овие без да веќе некако виделе дека имаат таква злоупотреба. I to je ono što radim sa ljudima koji imaju takav problem, nedostatak. Вербалната злоупотреба Verbalno zlostavljanje, веројатно е најчеста форма на злоупотреба, to je najvjerojatno najčešća forma zlostavljanja. затоа што таа има за цел напад, малтретирање, обвинување, навреди, понижување, подсмев, подкупување, измама, да ја осрамоти другата личност или да ја повреди. Znači, to je namerna upotreba riječi sa namerom da napadne, uznemirava, optuži, uvredi, ponizi, ismeje, podrije, obmane, osramoti ili povredi. Зборовите има моќ. Reči su moćni, imaju moć. Тие можат да ја изградат некоја личност, но можат и скроз да ја срушат. Riječi mogu da podignu neku osobu, da je izgrade kao da bude još bolja, ali mogu i da je potisnu dole, da je sruše. Додека зборуваме, сигурно секој од вас се сети веќе на некој збор кој што му бил кажан. Dok ovo pričamo, sigurno se neko setio da je kod njega neko imao takvu neku reč koju je nekom rekao.
толку многу го повредило што се уште чувствува лузна во нивното срце. И да ga je to toliko uvredilo da još ima ožiljak na njegovom srcu. Посебно треба да бидеме внимателни ние кои што сме родители на деца, To posebno važi za nas roditelje koji imamo djece, како однос градиме и со какви зборови му се обраќаме на нашите деца. kakvu vezu gradimo i kakve riječi koristimo dok govorimo sa našim djecom. Затоа што тие многу често поверуваат дека навистина се такви какви што ние им кажуваме дека се. Jer oni veoma često oni vjeruju u to kad im to kažemo. I onda oni tako i misle o sebi. Таква слика градат за себе, не? I imaju takvu sliku o sebi. Имах пред неколку месеци еден телефонски повик, се јави една жена. Pred nekoliko mjeseca javila mi se jedna prijateljica, žena. И ми кажа дека имам син кој што е околу 16 години I rekla mi je da imam jedno dijete, sin, oko 16 godina. и во последните неколку месеци многу е агресивен, не сака да оде на училиште, нешто се случува со него. I da u posljednjih mjeseca on neće da ide u školi, nervozan je, agresivan. И дали може да закажеме нели кај тебе да дојдеме на средба? I da li mogu da i kada mogu da ga dovedemo da zakažemo srednu. Кога почна да доаѓа кај мене, првата средба беше затворен, крут и така натаму, меѓутоа веќе втората средба почнавме да се отвараме повеќе. Kad je došao kod mene, kad smo zakazali sastanak, taj prvi susret, on je bio veoma zatvoren u sebi. Nije mnogo pričao. Но, после тоа, затоа што секогаш кога работам со дете и младите што се на таа возраст, ми е многу важно да видам во каков однос се со нивните родители. I meni je veoma važno kad dođu mladi ljudi da radim sa njime, prvo što hoću da znam je kakav je njihov odnos sa njihovim roditeljima. И кога ја опишуваше неговата мајка, односно односот со неговата мајка, беше така заштитнички, окей. I dok je opisivao kakav odnos ima sa svojom majkom, to je bilo nešto prilično dobro. Но кога прашав за неговиот татко, Ali kad sam pitao o njegovom ocu, неговата експресија на лицето се промени. njegov izraz lica se naglo promijenio. И кажа, јас со мојот татко скоро секогаш се карам. I on kaže da ja se sa mojim ocem uvijek svađam. И тој еднаш ми кажа дека е многу подобро никогаш да не сум се роде. I on mi u jednom takvom situaciju rekao da je bolje da se nikad nisam rodio. Зборовите навистина имаат моќ. Riječi imaju moć. Сега е тој подобар, се школува на друго место, надвор од дома, и тоа навистина многу помогна. Така да... Sad je on veoma u dobrom stanju, sad je studira, školuje se u drugom gradu. Но да не заборавиме дека зборовите имаат моќ. Ali da nikad ne zaboravimo da pazimo šta govorimo, jer riječi imaju moć. Ово го кажувам затоа што истражувањата покажуваат дека грубите зборови може да го имаат истото идеолошко влијание и како физичкото насилство. Istraživanja pokazuju da grube riječi mogu imati isti fiziološki uticaj na žrtvu kao i fizičko nasilje. И тоа треба да го имаме во предвид доколку насилството се случува во дом каде што веќе има деца, самото по себе тоа е веќе злоупотреба. I moramo uvijek znati da u porodici gdje se to dešava,
само по себе, то се сматра за злостављање. А доколку пак детето е сведок на семено насилство, Али ако е дете сведок, он не учествува, али е сведок на семејно на породично насилје, истражувањето покажува дека тие ефекти кои што би има врз него се исти како да е физички малтретиран. али истражувања кои су раđени показали су да иако ние оно директно учествува у то, али имају исти ефекат као да е то директно на njega било. И сега да видиме уште неколку форми на вербална злоупотреба. Облици вербалnog злостављања. Задржување. Односно, одбивање да се споделат некои информации, мисли и чувства со партнерот. Ускрачивање, одбијање делење информација, мисли и осеќања. Често слушам како сопругата ќе каже, јас ништо не знам за неговиот живот, ништо не споделува со мене. Веома често слушам те приче како супруга каже о нjenom супругу да ништа не зна о njemu, јер он ништа не споделува со њом. Блокирање и пренасочување, тоа се тактики кои што се користат за нагло прекинување на разговори, менување на темата. Така. Блокирање и преусмеравање, тактики кои се користе за нагло прекидање разговора, промена теме, оптуживање и така даје. Потоа контрирање за било што само да се противречи. Ако јас кажам дека небото е сино, кој вели дека небото е црвено. Ако велите дека тревата е зелена, јас велам дека е сина. Само да биде контра. Контранапад. За било шта, само да иде да се противречити. Неурачунатост. На жртвата и се ускратува правото на собствени мисли и чувства. Лудило. Ускрачивање жртви права на собствено мишљење и осеќање. Не смее да каже како се чувствува, затоа што тоа не се валидизира. Оно не е важно. Жртвата мисля, може да биде и маж. Жртвата, дали е женско или мушко, она се ништа не пита и тоа што она може да каже нешто, то се не рачуна. Вербално малтретирање е мастирано во шега. Тоа не го мислев, тоа беше само шал. Вербално злостављање прерушено у шалу. Тоа е било само шала. Меѓутоа многу порака се таѓаат преку тие шали. Али многу порука се шаљу преку те шале. Оптужување и обвинување за работи кои што се надвор од нејзина контрола, вако што не е виновна жртвата. Окривљавање и оптужба. Окривљавање жртве за ствари кои су ван нихове контроле. Судење и критикување, тоа се обвинувања кои вклучуваат негативна евалуација на жртвата. Секогаш нешто таа лошо прави, недобро. Просудживање и критикување. Оптужбе кои уклучуju негативну евалуацiju, оцену жртве. Она увек нешто што уради, увек грешка уради. Или банализирање. Знате шта е банализирање? Што и да прави жртвата, се е беззначено. Дали е тоа работа, или како изгледа нејзиниот пустан, или што и да е, се е многу минимизирано, да изгледа како да е банално, незначајно. Банализација чини беззначањим шта год жртва каже или жели. Посоо, мишење, облачење. Подценување, односно омаловажување на она што таа го кажува или го прави, веќе тоа го спомнавте. Да, подценјување, омаловажување онога што жртва каже или ради. Заканување, затоа што заканите може да бидат експлицитни, јасно изразени, или пак може да бидат во скриена форма имплицитни. Претња. Претње могу бити експлицитне или имплицитне. Јасно кажане или мало подскриени. Нарекување по име, по некое неубаво име, сега да не се изразува. Дозивање имена.
може бити експлицитно или суптилно. А наредување. Мораш кога да го ставиш, мораш ова таму, значи наредување. Довоđење у ред или наручивање е облик вербалног злостављања sa принудном контролом. Негирање, односно насилниците не преземаат никош одговорност за своето лошо однесување и последиците од тоа. Јас не направив ништо лошо. Порицање, не преузимање одговорности за своје лоше понашање и негове последице. Има и уште многу, што ова ќе го спомнам, злоупотреба со гнев, значи викање, врескање или пака натаму, исто така е вербална злоупотреба. И на крају злоупотреба беса, било кој облик викање и вриштања, посебно каде е ван контекст. Ќе преминеме, при крај сме, уште за една од техниките кои што се употребува, brainwashing. Колку сте запознати со овој израз? Принудно убеđivање. Тоа е слична техника на brainwashing. Колико сте ви sa time upoznati? Спирање мозга. Да. Да. Тебе јес. Уразује. Да. Тоа е контраверзна идеја, дека човечкиот ум може да биде изменет или контролиран против собствената волја. Тоа е една контраверзна идеја, која се мисли да човек може да, човечки мозок може да буде тако начинен да ради ствари кои не жели. Со помош на манипулативни психолошки техники. Помоќу манипулативних и психолошких техника. Тоа може би во филмови сме го гледале кога некој треба нешто да направи, во некоја војска и така натаму, му го перат мозокот, да не биде свестен, да нема емоции, да не чувствува ништо, само да оде и да... Тоа сме обично гледали на филмове, где у некоим ратовима неко буде пратен тамо да уреди нешто и онда тоа ради с неговим мозгом, да он ништо не осјеча према томе и само ради што му се каже. Токму ова, присилно убедување е една од техниките на емотионалната злоупотреба, каде што се намалува способноста на личноста да размислува критички или независно. Токму ова е присилно убедување. И ова тактика присилна контрола, као brainwashing, се применјува у емоционално злостављање. Да, жртвата не може критички или независно да размислува. И онда жртва не може тоа да увиди и не може критички тоа да види и да размишља и да види реалност. Значи, исправни е мозокот за да може нови несакани мисли или идеи да влезат во нејзиниот мозок. И онда тоа е brainwashing, перење мозга и така да код нje долазе нове ствари кои она мисли да су добри, али она ради оно што друг жели. Да, и може да дојде дури до промена на ставовите, вреднувањата, дури и на промената и на верување. И тоа може дојти достигнути велма далеко, така да може да код некој да се промени своје верување, И убеду. осјеќаја, убеđење у нешто што е убеđен. Да. Целосни вредносни систем кој што има таа особа може да буде променjena. Одиме на последниот слайд. Дали сте во емоционално посепребувачко место? Дали сте у емоционално насилној вези? Дали сте понижувани и деградирани? Понижени и деградирани? Ве смета да неурачноливи? Ирационализам, изобличење и порицање? Оптужување? Оптужба? Изолација? Недостатак емоционалне поддршки и наклоности? Недоступност финансиских средстава? Одбијање, недобравање или презир коментари? Претње последицима? И може да буде духовно злостављање.
не може никој да оголни сега. Но може да размислиме и да видиме дали навистина се наоѓаме во некаква ваква лоса и Треба да размишljamo, да видимо кад смо у вези, дали смо у некој оваквој вези. утре вечер ќе продолжиме со уште неколку исто така не толку очигледни, но силни техники на емоционална злоупотреба. Сутра увече ćemo продолжити sa jednom tehnikom na емоционалnog злостављања. Добро. Утре за тоа ќе зборуваме, но меѓутоа не само за тоа, туку и за начинот како да излеземе од овие емоционално злоупотребивачки вези. Се надевам дека направивме некоја слика до тоа што значи емоциите, а што значи да се злоупотребени нашите емоции. Да. Значи, ovo je bilo samo jedan uvod u emocionalno zlostavljanje. Koji su to modeli, koji su to metodi, kako se to radi, a sutra ćemo govoriti o jednoj metodi koju vrlo često manipulatori koriste i kakva je ta metoda i kako se zaštititi od toga.